Сонја Грација е во исламската вера откако се омажила за сопругот Ал Абдул од Либан. Додека нивните деца растеле во Сан Диего, таа почнала да волонтира, да им помага на муслиманските бегалци преку границата во Тихуана. We start seeing Muslim ladies in the shelters from Somalia, mostly African. Почнуваме да гледаме муслимански жени во засолништата од Сомалија, главно од Африка, Гана, Сомалија, Кенија. Кога ќе не видат, доаѓаат кај нас, сметајќи дека сме арапи. А кога ќе прозбориме со нив, гледаме дека многу муслимани доаѓаат во Тихуана и се заглавени во засолништа што не се за муслимани, така што имаат многу проблеми како од исхраната, молитвите, облеката, да бидат во близина на мажи, со тоалетите. Жените се чувствуваат многу непријатно. И така таа започнала да собира пари за добротворната организација наречена Latina Muslim Foundation, а овој поранешен бар го претворила во засолниште, кој се наоѓа на помалку од 4 километри од границата со Соединетите Американски држави. Може да се сместат до 120 луѓе. Има посебни делови за мажи и жени, халал храна и простор за молитви до 5 пати на ден. Нематула Хабиби вели дека го напуштил Авганистан поради преземањето на талибанците. Тој е во прифатилиштето и чека термин за да поднесе барање за азил во САД. The shelter is a safe place other than the hotels or other than the another shelters. Засолништето е безбедно место за разлика од хотелите, другите засолништа, бидејќи тука сите се муслимани и се чувствуваат безбедно. Има војска за безбедноста на засолништето. Сите заедно работиме во ова засолниште за секојдневните рутини. Ги чистиме нашите соби, ги местиме креветите, миеме чини, ја чистиме кујната. Тука се чувствуваме како да сме дома. Нурмамат Мумункулов дојде во Тихуана од Киргистан и покрај различните култури и јазици. Тој вели дека нивната заедничка религија помага да се најде заеднички јазик во засолништето. Я почему-то всегда их представлял какими-то, не знаю. Од секогаш сум ги замислувал афганистанците поинаку, како што ги прикажувале на вести, како што се Бин Ладен или други терористи. Би биле страшни, боси, завиткани во облека со оружје. Сега гледам дека всушност тие се одлични луѓе. Грасија вели дека прифатилиштето им помогнало на повеќе од 1000 луѓе по отварањето пред 2 години. Latina Muslim Foundation ги поддржува недоволно обслужените заедници од двете страни на границата со храна и обука за работни места.